Тако? Може да те викам тако? Слободно. Пред да дојду да снимамо, дојде ми на праг дома пред врата мачка која повремено доваѓаше затоа што чува на мачка некој од комшие го веројатно чува унутра, али дојде без едно око. Ја мораше да го оставу такву с едно око, немаше време да по свету толку многу што сакаше да те сретну и да виду каква е тај твоја енергија што те води, од куде го црпеш снагу. Jer ја не сум по црвено слово, библиско, али читам некои црвени книги, Јунгови, па нешто стои увек измеѓу пунину и празнину. Од куде доваѓа твоја пунина? Пунина, интересен збор. Доаѓа од карактер. Не мога извини да најду соодветен супер, збор убаво звучи. на македонски. Пуно, пунина. Сега, пуно е србизам, ама функционира јазикот. Јас не сум инаку застапник на нормативни пристапи кон јазична употреба, нели, не така, не овака, чисто да се држиме до стандарден граматички. Мислам, тоа е слободата во постоењето, да користиме јазик што ни е најблизок и најдобро ги изразува нашите емоции и мисли. Тебе пунина ти дошло како дел од тоа чувство и го кажуваш. Дојде им. Од кај доаѓа сега да не застраниме се прашањето? Карактер, искуство и тоа би било тоа. Значи 24/7 активност, иницијативност, енергија. На високо октанска фреквенција можам да живеам, на ниско октанска тешко се снаоѓам. Прашувате за пунину одма, затоа што свесни смо дека човек има снагу која што проискача од енергија или која се усмерува према да изгради енергiju, да изгради идентитет, па и public image, како што е твој, али тај снага мора да е с нешто повржана. И ја тако ги контам ствари. И ако е повржана со тој пунину, ондак се обликува у нешто добро. У добар резултат. А ако се обликува со празнину, дали увек од тој проискочи некое зло? Во која смисла празнина? Празнина у смислу на празнину. Emptiness. Внатрешна празнина, социјална празнина осмислена, односно чувство на празнина и недостаток внатре или празнина во смисла на активност секојдневно, исполнетост на денот со содржини? Не. Празнина како нешто што е шуплјо, нема ништо унутра. Значи внатрешно? Внатрешно, за да се исцрпи енергија или да се насочи спрема нешто. Го спомна ти преска Јунг. Па да. Ја ќе се навратам на Фройд. Јас поише него го овака користам, затоа што таа пунина и празнина, мислам, кај мене барем, а претпоставам кај многу други индивидуи, влече корени од детството, нели, таа јунговска влискува дека све од детството, ама е така. Мене, кога растев, не ме оставаа да имам празни моменти на неработење или моменти на неактивност и неангажираност. Нели, она социјалистичкото, подобро работи, не седи џабе. И така карактерот се формира кај детето и сваќа дека животот е нешто во кое што ти постојано треба да бидеш ангажиран и да иницираш некаква не само надворешна активност, туку и внатрешна. Носто да се случува некакво размислување, некакво толкување, некакво осмислување на идеи, на креативни концепти. И у суштина, ама тоа е негативно. Затоа што доаѓаш во момент кога си викаш, ја не знам да седнам и да не правам ништо. Да пуштам мозок на пасење, јас тоа не го можам. Значи, читањето книга ми е најблиску до пуштање мозок на пасење, ама пак ангажира ментално-когнитивни активности. А сега празнина внатрешна. Тоа е пак поврзано, рефлексира и едно со друго се обословуваат. Ако надворешноста е празна, и внатрешноста ќе биде празна. Нели, на украјна линија,
празнењето од сите оние што ги викаме ние модерни извори на токсини, како интернет, како и преинтензивна комуникација, каде се празниме на тивко место, во планина. Манастирот е идеално место за празнење. Не само на тие што таму живеат и се богослужат, туку и на било кој човек. Меѓутоа, тоа што внатрешно се доживува како празнина, јас мислам дека е рефлексија и обусловена од празнината во приватниот живот, на социјален план, на емотивен план, на било каков план. Инаку, зошто би се чувствал човек празен, ако е обкружен со цела градина на разни цвеќиња, дрва, грмушки, метафорично, разноразни луѓе и разноразни стимули? Може ли извор да пресуши на пунину? Општо или кај мене? Општо и куде тебе. Може да пресуши, секој извор пресушува ако нема вода, а вода нема ако нема снег, ако нема дожд, односно да. Убава зима, што се вика, исто и кај човекот, ако ние сами не генерираме квалитетни облаци за да не освежат со нов водоток, со нова енергија, нема што, значи, сега, што се тие облаци, кај секого е различно. Некој облакот е мала оддишка, прошетка, авантура, кај некој е читање на нова литература, не знам, сега модерната неуропластичност, ширење на тоа поле. Ама, ако сакаш, нема да пресуши. Како наваѓаш... Ако човек... Како наваѓаш време да возиш точак, да читаш книгу, да разговараш с ќерку тинејџерку, да бидеш професор, да бидеш научник, да бидеш стендап комичар. Фала на комплиментот, не сум стендап комичар, туку сум онака само во обид. Како наоѓам време? 24/7. Сега, живеам сам со мојот точак, така да он само може да ми замери ако неколку дена го имам запоставено. За ќерка, ако не најдеш време, за кого ќе најдеш време? Значи, тоа се светото тројство во животот на било кој маше, ќерка, сестра и мајка. Тие се трите жени кои што условно секогаш ќе бидат тука за тебе. Условно затоа што постарите генерации таа поддршка поинаку ја манифестираат. Не знам дали ќе се согласиш, нели? Они се повеќе онакви не критички поддржувачи. Ајде сине ќе помине, ајде уз тебе сум, нема доза на баланс. Мајките тоа го сакаат, протективност и све што прави синот или ќерката, они го одобруваат и го взимаат на драго срце, ама затоа е тука сестра ми, најпрекрасната личност после ќерка ми во мојот живот, кој што знае убаво да искритикува, квалитетно и конструктивно. Во кој смислу критика? У смислу како го воспитаваш ќерку или... Зборам за сестра ми, во смисла на дали се тоа предизвици во мојот живот, дали се некои епизоди во кои што предизвикале фрустрација во мојот живот, знае да го диагностицира коренот на фрустрацијата, значи да го надмине оној момент на нашата лична, како се вика, misguided перцепција. Затоа што ние секогаш тежнееме проблемите и животот да ги гледаме од една лична перспектива во која што не сме свесни дека таа е една од можните многу често. Мислиме дека е тоа целокупната, ама не е. Не е. И она е тука тој коректорот во мојот живот. А времето да не го носам муаветот на многу страни, тоа е типично за мене дека и за мене. Не се држам, нели, ајде сега ќе разговараме за чај. Да, ама покрај чајот има и млеко. И одеднаш млекото станува можеби поинтересна тема, затоа што тоа млеко го донел некој дечко што разбрал дека треба да ми донесе пола литро, а не 5 милилитри, и веќе имаме приказна за споделување што е еднакво важна колку и чајот. Така да, нели, се шеткаме малце. Ќе се шетаме још малце повише. Одлично. Али ајде да ни биде поедовна основа енергијата, помнењето тоа? Не, ама нема да се испразнимо ако те прашам, зашто почна да се бавиш со истражување на колку смо хумористично неписмени? Не е у заграду. Малце да те дополнам, коригирам, знам дека ќе ме сватиш добронамерно, затоа што
поради ниската општа писменост во нашата култура, кога исказот немаш доволно писменост, се сваќа како критицизам, како негативно обезвреднување. Затоа ga викам дека негација е у заграда. Да, но сега ќе се вратам. Мора да бидеме Имаме проблеми со коректни, собственото оценување, собствената критичност, особено кога станува збор за писменоста. Луѓето не сакаат да си признаат, прво, не знам колку сваќаат дека постојат низа типови различни на писменост. Од, не знам, нумеричка, визуелна, финансиска, па има степени на писменост. Имам чувство дека ние живееме во средина во кој што никој не сака да прифати дека имаме толку многу да учиме, односно сме неписмени. Јас лично сум финансиски неписмен. Јас не знам што се инвестиции, не знам да менеджирам со моите приходи во инвестиционен контекст. И сум неписмен. И сакам да слушам некој што го има искуството и знаењето. Ама, за жал, не сите има таа свест да прифатат, јас не знам. Сега, да те коригирам, затоа и го кажав дека знам дека ти знаеш што значи корекција, тоа е дополнување со цел да се прецизира кажаното. Во овој случај јас не те критикувам тебе, туку јас не ја истражувам неписменоста персе директно, туку во последниве 2-3 години повеќе сум фокусиран на хумор идеологии, значи на општо ставовите и верувањата што одредени социјални групи ги имаат во однос на хуморот. Што е хумор, каде се употребува, каде смее да се употребува, каков смее да се употребува, што е дозволено, што не е дозволено. Сега те молам подсетиме на почетокот на прашањето. Значи, стави ми како сега котла. Зашто? Зашто тако уопште таква идеја? Преко идеологија за хумор да дојдеш и уопште доваѓаш ти до некои резултати. И кои су механизми што ги користиш за да се дојде до тоа? Малце вака историска позадина. Магистерската работев на сосема друга тема. Магистерската ми е во област на семиотика и е кейс стади, студија на случај на рекламни тизери. И размислував како да продолжам во тој момент и мојот тогаш најдобар другар кој што сега живее во Канада, буквално нели ме навлече на Тери Прачет, еден од најдобрите автори на комична фантастика. И така, низ муавет, буквално он беше, што викаме кривецот, па зашто не пробаш тоа интересот твој и страста кон тоа што го делиме да го преточиш во нешто корисно и во истражување. До тогаш јас бев се заљубен во лингвистика и ден денес исто истражувам и политички дискурс, односно политичка комуникација. Меѓутоа, зашто хумора? Затоа што прво е неистражен феномен во овие простори. За среќа или за несреќа, јас лично мислам дека е за несреќа. Јас сум единствениот хумор истражувач од Македонија, во Македонија и еден од ретките на целиот Балкан, во мала група од 10 неполно на број, што претежно се колеги од Грција, од Романија. Се уште нема активни истражувачи во постјугословенските земји или во Балканот in general, дури и Бугарија. Зашто? Тери Прачет е пак крив, затоа што трите најмаркантни одлики на човекот се уствари способноста да измислува приказни. Кучиња не знаат да измислат приказни, кучиња можат да произведат звук што ќе кажат бегај или дојди. Не е тоа приказна, тоа е почеток на приказна. Способноста да се измислуваат богови, пак ќе се враќам, мачето што ти дошло не знае за богови. Ти кој ќе го вдомиш, ќе осети таа топлина и ќе ти се предаде. Да, ќе бидеш можеби во главчето на мачето бог. И најбаркантната способност на луѓето да создаваат хумор. Животинските видови знаат да се смеат, но тоа се конвулзивни движења на диафрагмата и не се предизвикани од когнитивни стимули. Значи, хиените се смеат, ама не се смеат кога ќе им кажеш виц, когнитивен стимул, туку тоа изразува чувство на супериорност врз основа на противникот или на средината. Она ужива во моментот дека е неприкосновена и непобедлива. Што го има во хуморот, точно дефиниран, наречен хумор на супериорност, во кој што ние се подсмеваме со некого за да ја одржиме таа хиерархија, социјална хиерархија, дека ние сме on the top. Друго, значи е тера инкогнита, под број 1. Под број 2, многу интересно е кога ќе се спојат хуморот со политичките ставови. Особено политички ставови што ние ги имаме прифатено некритички, увезени од страна.
тука пред се зборам за онаа серија на, јас би го нарекол, линчување и крстоносни антигелатофобни војни против хуморот од рани 2000-ти, особено после кој беа Јиланд, ако ти текнува на нападот врз данскиот весник, па после беше Шарли Ебдо, па после се случија сите тие воук ескалации за да се прекинуваат продукции, за да се брише историјата, тоа е страшен ревизионистички потек. Сега ќе ги тргаме епизодите од Fawlty Towers, ако ти текнува, што навредувале некоја група. Па тоа до каде ќе одиме се? Ако сте верници до Библијата, ќе тргнеме Библијата, пошто де факто светите книги навредуваат некого. Секоја книга може да навреди некога. Ово е ли е момент кога треба тамјан што го донесе да го запалу? Иншала, може. Немаше бел да донесе. Неписменоста, тоа што и Джарвеис многу пати го има истакнато, тоа што истражувачи и комичари и кај Робин Вилијамс има интервјуа. Нашиот народ е хумор неписмен. Што значи тоа? Нема традиција на хумор форми, освен траверстија, бурлеска во постјугословенски период, хихирико. Сатира има, односно картун, како се вика на македонски? Комик, карикатура, што? Да, карикатура. Тоа го имаме, меѓутоа да речеме немаме никаква историја на стендап. И немаме публика што била информирана, што почнала да оди, што почнала да им се допаѓа тоа, што почнала да го разбира, да го сваќа и да го прифаќа и цени. И најмногу од секаде е неписменоста што не им е позната основната структура, атомот на хуморот. А тоа е она што го зборевме преска, дека хуморот расте и се развива во услови на конфликт. Не крвав конфликт, во услови на несклад. Една од најдоминантните теории во хуморот е теорија на несклад, која што вели дека хуморот е резултат на конфликт на два концепта, две идеи, кои што се неочекувани. Еве преку виц. Кој да го... доаѓа постар човек, на врата тропа кај докторот дома, бидејќи затворила ординацијата. Дали е докторот дома? И отвора млада, прекрасна, плава жена, онака стереотип. Господине, не знам, Рубинштајн, повелете. Дали е докторот дома? Не, ама спалната е таму. Значи, она што ни е познато во теоријата на информација се нарекува скрипта, семантички нот. Ни вика, ако ни треба доктор, она што следи е докторска реакција, односно приказната треба да заврши со соодветно на почетокот. Барам докторска услуга, ја добивам. Реакцијата од докторска приказна да се смени во шваѓарска приказна е тоа основата на хуморот. Неочекуваност од конфликт меѓу панчлајнот е тоа. Она што најмалку го очекуваш се појавува како завршница на приказната. Тоа нашата публика не може да го се уште учи да го свати дека она што се кажува е во контекст на хумор и не треба да се сваќа буквални и да се суди како сериозен исказ. Трансгресијата е основа на хуморот. Джарвес преска го спомнавме, одлично го прави тоа и постојано го прави и кај него има многу видлива доза на дидактичност, на учење. Он сака да научи публиката да и рече, чекај, олабавете малце, ова што ќе го кажам е под етикетата хумор. Не го судете како да е под етикетата ова е сериозна политичка изјава. Да, ама реакција видели им ги кад га спомна Епстина на званичници. Зато е убавината на хуморот. Не само што се базира, туку и раѓа двосмисленост. Зато ете тие таа реакција сега ми текна. Еднаш пред многу години имав огромно задоволство да слушам Medical Clown. Ама изведуваше стендап. Medical Clown, чисто за публиката, е
професија во Западна Европа и предал американски произведена професија во која што обучен забавувач посетува оддели на болници со терминално болни, чисто да им даде оддишка, пошто тоа е една од главните функции на хуморот, да даде оддишка, односно наталожените негативни отровни емоции, барем за саат време да излезат надвор. И сега, а кај нив е пренаталожено, значи фатален пациент, што му се броени деновите. Таков човек изведуваш. И сега доаѓа до моментот кај што он вика како им кажа на децата, ова го реплицирам неговиот дел од стендапот, дете ти што сакаш као нешто ова, слично Џервејс има вика, па јас сакам да те видам утре. Абе не се заебавај тебе, утре ќе си отидеш, како не. Публиката таму што беше присутна, сите беа затоа што он ги наведе да мислат дека стварно е тоа кажано. Нема човек на планетава што на дете што умира би му кажал ти утре ќе си одиш, не ме барај мене. И Џервејс истиот контекст го коментираше, вика, да, и јас, он е делото на Make-A-Wish фондација. Да. И истото вика, значи си И он се игра... секира за мачке како мене и за кучиња. Да. Си игра со перцепцијата, односно со лесното наведување на една интерпретација. Апсолутно, овдека колку треба да бидеш паметен за да сватиш дека medical clown у овој конкретен пример алудираја на тој дека ќе сидеш дома да ме ќе оздравеш, а не дека ќе сидеш од овој свет. Не верам дека тие оддели оздравуваат. Да, ама ми се допаѓа твојата свежа перспектива и ентузијастичка перспектива. Да. Не ме баре, зашто утре ти ќе бидеш дома здрав. Ти ќе сидеш дома здрав. Да. Нели? Свиѓа ми се тој. Пак ќе те врато на понину. Публиката тогаш сите се застана на таа интерпретација дека овој медикал клан е психопат. Како може он да им каже така на децата? Никој не помисли дека тоа е провокација за публиката, да ја тестира дали на вистина прави разлика што е шега, а што не е шега. Дали у истражување, уствари, дали беше иницијална каписла за истражување и дали мораше да се деси open mic за да ти га имаш директен контакт с публику за да ga продужиш истражување, односно да дојдеш до конкретни резултати. Зашто почна open mic? Како дел од истражување? Супер те прашање. Едното со другото не се толку, нема толкава простор на пресек, тие множества. Ќе почнем од open mic и ќе се вратам на истражувањето. Open mic затоа што сум екстроверт и сакам внимание. И голема вистина е дека комичарите, забавувачите, нели, како и да сакаш наречи ги, актерите, тоа го прават не заради огромните, не само ради огромните хонорари, туку и заради вниманието. Се бањаат во очите и во здишките на публиката. Вау, браво. Но, со тек на време, и тоа не е кузне колку, јас почнав, прв пат имав обид пред 8 години на конференција за хумор. Вплетени се приказните, ама не се толку органски. Не мога да го отплеткам кад те истражува. За тоа ме интересира многу. Истражувањето ми почна за хуморот од докторатот. Докторатот ми е на тема литературен хумор кај Прачет и Даглас Адамс. Последователно на тоа го фокусирав интересот на политички хумор, затоа што тогаш имавме ние одлично милје за истражување на тој тип на хумор од 2000, да речеме 9-10 навака, од самата најава на Скопје 2014, нашиот интернет, значи, беше најплодна нива за таков тип истражување. Од увек смо имале, ама так посебно, да. Ама, после ќе те прашам дали мислиш дека во последнија барем 10 години паднат интензитетот и квалитетот на нашиот јавен медиумски хумор, затоа што продукциите се малку на број, ако воопшто ги има во моментов, индивидуите што порано многу ги имаше како профили, што ги се хумористично ги коментираат, дневните настани се исто малку на број, така да има огромен пат според мене. Да се навратиме. И 2014 се насочив на политички и на етнички хумор.
нема толку сличности, меѓутоа така ми дојде затоа што и двете се поврзани во рамките на меѓучовечки односи, меѓусоцијални односи и на хиерархија и на моќ. Политичкиот хумор е делумно, не целосно, во функција на предизвикување на владетелот. Затоа политичкиот хумор за време на протестите на отпор во Србија успеа, затоа што на многу квалитетен, креативен и пред се не заканувачки начин се осмеваше со режимот. И секогаш хуморот испева кога не представува вистинска закана, затоа што никој не би посегнал да тепа дете што ти се смее. Наивно е, невино е и се смешка. Тогаш режимот сам себе си се уништува. Мислам, разбери. Добро. И полека со тек на времето етничкиот хумор ме привлече затоа што доминантната теорија во етнички хумор се фокусира на оние структури, наративни структури составени најчесто од 3 лика, сите представници на различни етнички групи, од кои што едниот, тој третиот, најчесто испаѓа или најпаметен, каник, или најглуп. И мене ме привлече идејата дека не е тоа се, дека ние имаме хумор кој што не се базира само на такви универзални карактеристика како образованост или снаодливост или шкртост, туку имаме и етнички хумор кој што се темели на осетливи национални идентитетски прашања. Малку да погледнеме во бугарскиот хумор фолклор, еден куп примери има. Значи, ден денес се спрдачат со нашиот идентитет, со историја, што е различно и ме предизвика таа разлика. Со тек на време, така навлегов во прашањето на нашата традиција, хумор, нашата смисла и нашето право пред се да се смееме на содржини што ние ќе си ги одбереме и начин што го одбираме. Така да моето истражување има и политичка димензија на отпор и критика кон пред се американска и северноевропска академска хегемонија, што е во склоп со Воук до некаде, со левичарски идеологии, нели со тие хиперсензитивности на оваа група не смееш да и се смееш, на оваа не и се смееш, на оваа не и се смееш. Зошто? Тоа е расизам. Уствари просечен белац христијанин, ако ми дозволиш да кажу, ако се спрда, што викаш, и ако прави хумор, без разлика дали е стендап комичар или не, дали го тој прави јавно или у било коju групу на људи, па макар и помалу, и ако прави шале на рачун на други, да ги кажемо, етнички заеднице, он е автоматски прогласен за мизогонисту, хомофоба, ненормалнога, док у исто време док тој прави некој од остали етнички заеднице, он е прогласен за хумористичнога човека. Постои ли, имаш ли такав утисак дека такво нешто се дешава и у Македонија? Тоа е едно одамна дефинираните социјални функции на хуморот да ги создава и да ги одржува границите меѓу социјалните групи. Тоа е смејата на припадниците наспрема смејата на странците. Ако јас и ти припаѓаме на една група и се шалиме, да речеме, кон друга, нас тој хумор не обединува. И сега малце да се наврзам на посовремен контекст, нели, кај Девид Шапел, он цело време вика нигер. Меѓутоа проблемот не е нигер, проблемот е структурата на моќ и релацијата помеѓу групите. Не е самиот израз, затоа што тој израз е дозволен во рамките на нивната група и на оние што се дозволени за момент да делат простор со припадниците. Што се значи тоа? Дека ако Шапел и јас седиме на иста маса, ако сме блиски, ако он претходно ми дозволил, разбираме каква дозвола, јас да се шегувам на тема црнци, тогаш резултатот не е навреда. Тоа е исто како имаме ние пријатели што се, да речеме, не хетеросексуалци. Кога сме блиски. Ама го убаво кажа не хетеросексуалци. За да не се чувствуваат дискриминирани, а јас да не мора да ги бројам сите букви на азбуката. И јавно Чекај, на педери мислиш?
хомосексуалци, лесбеки, транссексуалци, трансвестити, Добро. квир. Мако сакаш и за тоа ќе збориме, тоа се категоризации што Не, се... нема да зборимо за тоа. Добро. Да го довршам мислата, значи Ајде. јавно сега да кажам виц за хомосексуалци, прво има опасност дека ќе ме прогласат за хомофоб. Зашто се плашиме од тој како ќе не прогласив? Тој ми е суштина на питање. Затоа што масата нема критичка свест доволно или познавање да разбере дека ние го кажуваме вицот тука како пример, подкрепа на некоја теза и изјава, или го кажуваме за ние да се забавуваме. Без тенденција тоа да биде протолкувано како наша стабилна политичка визија, у смисла, ако јас се, извинен израз, заебавам со жени, а жените знаат дека сум мек, дека ги третирам со достоинство, со почит, со грижа, тогаш тие што не знаат дека тоа не е само начин на забава, дека преку тоа ние не вршиме десегрегација, дискриминација, омаловажување. Тогаш функционира само тоа. It's a joke. Океј, И ама еве одеднаш- прогласивне. Зашто? Еве Затоа што прогласивне за хомофоби. Тоа е тој американски хегемонизам, каде што проблемите, односно извинете на изразот срањето што сами го имаат направено, сега има некоја перверзна психодинамична логика што сакаат да го isfрлат на нас. Рецимо расизмот, немој да се шегуваш, сега веќе расизмот и тоа ми е дел од истражувањето, расизмот како поем е истегна толку многу што се применува на секакви видови на ксенофобија, хомофобија, геронтофобија, се што исмева или потенцијално навредува е расизам. Ние не го учевме у школа расизмот како сеопфатен феномен. Ние знаеме дека расата е дефинирана според физиономските карактеристики во прв план бојата на кожата. 5 раси, точка. Затоа што потекнуваме од дел од светот каде што има една во однос на таа категоризација една раса, белци. Никогаш ние не сме имале расни односи, ние никогаш не сме некого судиле затоа што Затоа су и боле форе прифатени расистички него ли сексистички И у сега последње време. доаѓа некој американец што го произвел расизмот, што го ја имам многу антиамерикански ставови. Сметам дека тоа е лулката на една од лулките на фашизмот. Како можеш така Можам и сакам. доваѓаш од главан град Yes. на Македонија куде што е Кале. Што е Можеш Кале? и сакаш. Кале е тврдина што ја направиле Да. турците со наша Ама помош. викав нешто има испод таму. Има. Некои комуникацијски цели. Има Антиамерикански. и психолошка динамика зашто луѓето критикуваат отворено шегување, леле. Добро, сите имате вие став точно зошто се преклучувате на таа критика. Имам јас многу драг пријател, премногу го сакам и бивши мој студент, да не го посрамам сега, кој што смета дека моите шеги, да речеме од време на време за жени или за роми, придонесуваат кон маргинализација, дискриминација. Како? На ниво на перцепција, па тоа ниво на перцепција треба да се трансформира во пракса. Тоа ниво на пракса кој што може постои треба да биде организирано во институционална форма. Значи, дискриминацијата е резултат на системска неинтеграција. Дискриминацијата е ограничен или немање пристап кон пазарот на трудот, кон образованието, кон здравствениот услуги. Тоа е дискриминација. Виц, ако виц може да те дискриминира, зошто ние војните ги водиме со пушки, со пари и со политика, а не со вицови? Леле, што кажа, готово. Оп, етикета. Мислам дека светов полуде. Ај што си атеист. Ај што си антиамерички расположен. И антибритански. И антибритан. И Тој се антиколониалистички европски. Подразбира се. Не против Европска унија, тој Никад не убава можеш да имаш open mic у Лондон. Ти никад не можеш да имаш. Со ваков со начин на муслиман градоначалник и така како можам. Со ваков начин на Не, нема да ти биде успешен, нема да ти биде посетен. Како што многу су скржави на лајкови и не се упуштав у дискусију за да не биде погрешно сватени наши македонски хумористи, твои пријатели. Кад ќе кажеш дека ќерка ти предложила резолуцију,
ајде да го кажемо условно, новогодишњу или предновогодишњу, и една од тачке на резолуцију е Еди Рама за премиер или да бидемо норвешка енклава. Нема многу хаханца, хехенце и хихинца на такво нешто. И затоа мене испровоцира да те прашам, на што се смее наш народ? И дали се кисело смее? Од open mic дека е многу искуство. тешко и јас имам многу малку искуство со open mic. Почнавме со приказната. На 2018 на конференција за хумор, светска конференција, имаше како дел од социјална програма open mic. И настапив, ми се допадна. После тоа настапив 2021 ми се чини или втора во МКЦ, бев разочаран, ама јас имам нагласена амбициозна природа. И очекувам дека јас имам искуство со јавен говор, јас јасно знам да артикулирам идеи, јас знам да ги драматизирам, феа компли. Не е така. Трчање и џогинг се различно, а ова е трчање со биатлон е работата. И зошто сега летоска? Како за да потенцирам дека мене истражувањето ми е многу подолго, посветено, е поврзано со open mic-от, ама допрва ќе откријам зашто open mic-от. И летоска бев пак на конференција во Краков, ама не настапив, не знам, не се чувствував спремен. Се вратив во Варшава и имаше open mic, се запознав со еден прекрасен стендап комичар, Назир, голем поздрав, до братот од Јордан, кој што, зашто го спомнувам, он е магистар по исламски студии. Има една племенита, меѓу другите цели, да го демократизира исламскиот свет преку хумор. Секоја ти чести голема поддршка, тешко дека тоа може на арапско тло да се случи, ама добро. Имиграцијата е тука. И некако, кога гледаш, кога имаш близок однос, еви со Мики Петковиќ, ти дава сигурност. Па не е толку тешко, ајде, јас знам нешто да кажам, јас знам да раскажам приказна. Само што треба искуство за таа приказна да се добие форма која што е најефикасна за себе и за публиката. Ама со тек на времето, нема многу настапи, оваа година имав 8. Научив многу работи, брзо учам сега, тоа ќе звучи како самопофалба, ама така е. Што научив е начинот не во хуморот, туку надвор од хуморот, да ги артикулирам собствените емоции во многу поблага форма, инако јас сум растен спартански од татко ми и мајка ми, поготоа татко ми. Све да бидат петки, ништо друго не се признава, ако треба да се читаат 10 книги, Александар треба 30 да прочита и тука нема компромис. Зато и потолкави очекувања. И одеднаш, и зато и како академски соговорник или рецензент сум бев многу остар. Тоа не ти чини, ова не ти одговара. Одеднаш преку стендапот учиме како идеите да ги артикулираме на еден по-мек, по-нежен начин. Они пак ќе имаат содржајноста, пак ќе имаат силината, ама ќе продрат многу подобро. Нема да бидат како на оспен све да растури, туку локален анестетик. И тоа сватив колку помага во вон комичен контекст, во секојдневен. И затоа и продолжувам, не со цел да изградам кариера од тоа, не. Ама од друга страна па дава можности за саморефлексија, самонаблюдување. Дечките со кои настапив, да ги поздравам, Куле и Димитар, прекрасни млади деца, Джензиња, и тоа ни е дел од репертоарот. Јас сум Дженекс, они се млади. Тој конфликт е прекрасен, нели? Како што реков, сами ги пишуваш, сам аутор си, нели, на Да. Аутор. Па никој не е во стендап светот најголемиот греф, тоа е онака пекол деветти круг, да украдеш од некого материјал. Кај изгубивме сега? Што требаше да кажем? Ништо не сме изгубиле, него имам толку работа да те прашам. Ќе правиме сиквел. Да правимо. Слушај, ќе дојде још малце, ќе дојдев луѓе што работи во општина Куманово да славив нову годину. Значи, неќу да те побрзуju, ама не можу никако да го склопу причу
Што ги смее, ти беше убаво прашање, ако спеам да го... Не може да го склопу причу тако, дали се, ти не се жалиш кад ќе кажеш дека, ако објавиш дека негде наступаш на open mic, например јутре, имаш 200 лајка на социјални мрежи, на Facebook. А ако кажеш дека ќе бидеш гост у некој подкаст и ќе збориш за теологија и за истражувања научни и за ирационалну математичку константу пи 3,14, имаш 2 лајка. Од куде ти доваѓа разочараност на оној како луѓите перципирав? Кој си ти? Што си ти? Какви имаш очекувања за публику на open mic? Колку луѓе да дојдев? Како го препознаваш енергију од луѓе, например, од клиентелу на одреден паб куде што наступаш? Викаш ли си после, требаше да га кажу овој, поке допреше до њима? Вака сега. Прво спомна една публика, па се префрли на друга. Првата публика е мање више далечна публика. Facebook познаници и пријатели. Има еден мал број со кој што се знаеме, кој што ми го знаат карактерот, значи можат многу лесно да разберат било кој мој исказ, било кој моје однесување. И еден куп што тоа не го може затоа што не сме блиски, тоа не е хендикеп, туку и јас за тебе не можам да донесам најквалитетна став или заклучок затоа што немаме историја, кој ќе имаме историја, да. Не сум разочаран, тоа е убаво, јас го приметив дека сегашната економија на внимание е таква, е насочена пред се на визуелен стимул. Прво, луѓето немаат време, немаат ни мотив натрешен да читаат. Да сме искрени, луѓето и немаат мотив да читаат ан женерал. Значи, голем дел од младината, джензијата, да не ги се сите кудам, старите тие бумерите се уште пострашни, они немаат навика да читаат книга, дали пред заспивање или било каде. Ние во јавен превоз, дали некој сме сретнале како некој чита книга. Го споредувам тоа, да речеме Варшава, да речеме Лондон, да речеме други метрополи. Тоа е нормална појава. Вестник, книга, луѓето постојано да се информираат и да ја држуваат добрата навика за читање. Кај нас го нема тоа, затоа и не знам, нема писменост медиумска на високо ниво, нема критичка писменост на високо ниво. И се што луѓето на кои што реагираат се слики. Значи веќе текстот е тотално отфрлен. И тоа не било кој слик. Најчесто тоа се лични презентација на лични искуства и ако се направи нека содржинска анализа на Facebook, има категоријата бев таму предничи. Тие се две подкатегории. Едното е со спортски активности, нели забавни активности, или бев на планина, или бев во кафич, или бев на прошетка во Париз. Ама тоа го размислав пред некој ден. Интересно е кој ќе направат луѓето селфи. Зошто не стават еден обичен кепшн? Јас со тоа и таа знаменитост, изградена во тоа и тоа време, commissioned by the French government, по грешка од американците. Чисто онака доде малце информативна вредност на таа слика, не само што ми значи тоа дека... Како ти за точак што ги правиш од слике с измет од голуба. Тоа е фолклор. Се вели ако те покака голуб, среќа. А јас, пошто позади ме покакал, нешто сум бил пред среќата. И да не должам многу. Да, луѓето не сакаат ангажман со сериозни теми, луѓето не сакаат когнитивен ангажман, затоа и постојат изразите од типот не ми филозофирај. Ти многу длабоко. А што сакаш плитко да става? Много ти тоа од научен аспект, хумор. И има една перверзија, сигурно имаш забележано, не само од хумор, од аспект на пообразован
а на индивидуа има еден превезна динамика каде што помалку образование, Рамбо тоа многу брутално го кажа, дека разговорот секој се одвива на ниво на поглупиот. Меѓутоа кај нас, пак ќе надоврзам на тоа, чувство на ниска вредност што се компензира со непризнавање на ниско писменост, на ниски постигнувања и кога ќе го слушаш коментарот, не филозофира ти многу длабоко, ти треба да се почувствуваш некако непријатно, зашто му бараш многу, да те разбере му бараш. Страшно е тоа, чекај, мозокот ја треба да го вклучам. И на крај дојдеме до таа медиокритетско однесување као многу филозофира, многу дрндари, многу е досаден. Па, за жал го има и затоа сликите палат, текстот не пали. Сега, идеме понатака кај публиката. Односите, дали се колективни, индивидуални, се секогаш базираат на компатибилност. Open mic-от не е никаква разлика. Затоа што, да речеме некој, прва, колку жанрот е близок и познат на публиката. Има публика што воопшто не сака или не е научена или не прифаќа и не цени црн хумор. By the way, ако приметиш некош, јас не го нарекувам темен хумор, затоа што откако се дигнаа тие волковци, не бил црн, бил темен. Зашто? Да не се навредувале црнците. Леле, мајко, тоа што ги горевте, тоа што им ги силувавте жените и не им дававте право да се возат на автобус, не е страшно? Немој да се навредат ако кажеш црн. Или ако имаш настал негро бомбони. Готово тука, геноцид, односно расоцид. И црн хумор ја си го имам задржано. Има публика што не го сака. Ако е било кој изведувач спреми таков материјал, не функционира. Нема, тоа е како лични односи, ти имаш едни желби, едни вредности во животот, твојот потенцијален партнер има други, нема наоѓање. Ама ти немаш резерван репертоар у момент да го осетиш публику? Второ, ти можеш, ако ја смениш темата да е блиска, и тука може да има недоразбирање, затоа што може многу често да има теми, односно референци културни кон одредени личности, настани, идеи кои што не се познати на публиката. Да речеме пез. Не можеш ти да користиш приказна во која што ти и дедо ти сте купувале пез, комично да ја раскажеш, на публика која што е Gen Z. Освен ако не им кажеш пез беа бомбончиња, такви и такви што нас ни беа едни од ретките најпосакувани, како си тие delicacies. Тогаш е окей, ама не може да се спреме материјал со референца во 80-ти и публиката да свати. Тоа е едно. Има сега последниот, јас не сакам да ја критикувам публиката, затоа што едноставно последниот пат ми покажа дека јас зборев на нов материјал за смрт. И дел од публиката изреагира, имаш многу политички референци. Имам, затоа што не сакам да ги изложам луѓето на гадоти и на самата смрт, туку сакам смртта да ми биде рамка низ која што ќе се насмеам на човековите абсурдности. Значи, мене гробиштата приватни како идеја ми се стварно бизнис план, дај Боже да ми се оствари, ама тоа е огромен потенцијал, а од антрополошки аспект гледано, зашто ми се привлечени гробишта? Надгробна плоча. Добро. И сега на надгробна плоча кај нас, во нашата култура, има име, презиме, Александар Таковски, роден, починат. Па тука има израсна емоции, затоа што ние сме многу интензивна емотивна култура. Па не прежален овој оној, па он беше по хуморот да му се понасмееме, па не знам ако умрам, вајде ќе ми стават нешто што е символ на хумор, Джервес нека ми го залепат на вакво. Мислу на тебе ќе ти стои онај символ за атеизам, риба и унутра, што пишеше, кој беше еден од атеистички символи? У форму на рибу? Риба, ја би го поврзал прво со Исус. Не, баш за тоа атеистички символ. Ако веќе организираш мој погреб, дај нешто, ребро некоја сега, риба, што да правам и кој ќе умрам ли риба да јадам? Па тоа не е најадува, мислам. Нормално после човек ќе умре од јадење риба, не. Ребренце, нешто чварка некоја, нешто кебапче. Поентата ми е дека ние сакаме интензивно да имаме интензивни емоции што бараат да бидат изразени. Дури не на надгробна плоча, мојот омилен феномен е кога
визуелно ќе се представи делот навиките или професијата. Ако бил генерал и на надгробна плоча, генерал ќе го стават у шинел. Ако бил, не знам, фудбалер, една топка и сега ти се прашуваш, а ако беше Роко Зефреди, што ќе му стават на надгробна? И Полска бев католицизам. Односот кон смртта е сосема друг. Во исламот па исто уште поинако. Надгробна плоча 18 имиња. Тадеуш Мазовјецки, Барбара Мазовјецка, Адам Малиш, извини, жив си. 18, кај нас не е, страшно е, како 18, па тоа културата не го дозволува затоа што се поврзува со статус, со економски статус. Ти значи немаш пари да си купиш друго гробно место и мораш 18 да ги редиш. И се што зборам? Зашто го? Ја го поврзав тоа, зашто им текнало на пољаците у Краков 18 имиња. Зашто Аушвиц е на 30 километри. Моделот го прекопирале. И секој тоа некој не пали. Некој не го сваќа. Да. Значи некој не му текна. Замисли да кажав не Аушвиц, туку било кој друг концентрационен камп. Уопште немаше ни да го сватат. А за хуморот прво треба да биде сватен, па после да е близок до она што ни се допаѓа, што се зезаме, нашите родители се хихирико генерација. Уште се смеат на смешките на Иван Карадаг, што се окей. Не е тоа нешто помалку безвреден, ама тоа е забава за една публика. И сега ти да им го даеш Карлин на таа публика, прво јас Не, мислам... Карлина не може да им го дадемо више, ама кога? Дај некога живога. Джервейс. Тревор Ноа ќе попали, затоа што не е толку grounded, не е вкоренат во одредени идеи и култури. Он Он ми знае. е расист ми е он на мене. Кој? Ноа? Да, Зошто? баш ми е онакој. Па има, расист ми е. Да, Исто. затоа што он е еден од тие, нели, црнац, на кога што му е нешто му е дозволено, таму више све е дозволено, него он се третира за хумористичен и забаван ако има шале на рачун на белци, а може лесно да се наљути ако Не сум е- видел љут. Да. Ама да. Може да. Еве пример, летоска бев на стендап во Варшава. Јас прв пат гледам некој да во знак на револт да напушти. Да, баш дечко што го спомнав, Назир, се шегуваше нешто за 11 септември. Добро. И еден постар, видливо постар брачен пар, нешто 60 би рекле 70 години, пољаци. Стана, тргна да си одат и комичарот рече чекајте малце. Да не бевте вие во зградите, да не беше некој ваш роднина таму па Што сте засегнати да, толку. што удрив на жулј. Само се сврте и вика не е соодветно ти да се шегуваш на тоа. Што е следно, ќе се шегуваш на Холокауст? Араб. Да, вик, Холокаустот е многу забавен. Ама многу забавен е. Повелете седнете да ви кажам за Холокаустот. Си отидоа. Затоа што он претходно објасни сопругот дека они се пољаци кои што 30 години живеат во Америка и го имаат прифатено тој сензибилитет, таа емоција дека нели 9/11 jokes are off the table. Стварно. Зошто? Па чему? Можеш да се заебаваш, извинени за со арапите? Дури не знам дали ги знаеш Allah made me funny. Не. После 9/11, како дел од многуте социјални реакции, тројца комичари, четворица беа на почетокот, од муслиманско потекло, Моамер е најпознатиот од нив, Мохамед Амер, направија група со кој што сакаат да ги разбијат сите тие стереотипи, сите тие опасни стереотипи, дури има израз fly like an Arab, што се однесува на секој оној што наликува на Араб, она типична иконографија, што најчесто се поврзува со исламски фундаментализам, сите се опасност. И сега ти живееш со општество кој што веќе во главата ме утурено, американското тоа е лесно, кај нив она машинерија, индустрија на пропаганда е неприкосновена со векови.
Уште од независноста, од она Pledge of Allegiance, не знам колку ти е позната историјата на Америка, каде што децата секој ден се заблагодаруваат, поклонуваат на знамето на нацијата, One Nation under One God, бла бла бла, супер, ама за тоа можеме да ги истребиме сите индици, сите црнци, сите кинези, али under God, кој God те молам. И сега тие, пак се навратив на мојот антиамериканизам, викаат, не смееш да се шегуваш за 9-11, ама ние ќе се заебаваме, дури и омаловажувачки ќе ги вадиме арапите, затоа што постои јавен страф. Па зашто постои јавниот страф во Америка? Затоа што тоа е техника, технологија на владење. Убеди ги на луѓето дека живеат во страф и дека се нешто е опасно за нивниот живот и просперитет. Ете ти идеална филмска дури подлога да кажеш, ама имате тука решение, јас сум вашиот спасител. Нели, damsel in distress, совршено со векови гаен пристав. Ние ќе го кинематографијата 90% е тоа. Американците го спасуваат светот. Кога веќе видиме иранчанец да го спасува светот, кинез да го спасува светот, кумановец да го спаси еднашка светот. Кумановци колку пат су го спасиле свет, ти не си ни свесен. Да еден пак. Свет? Кој свет? Кој свет? Спасив га Матеја свет. Кој свет и кој е наш savior? Тоа и чудно е затоа што сега они таа иселеничка емоција ми е многу симпатична. Пољаци отишле во Америка, ама сега се они, што вика Миша Селимовиќ, потуршчици су најгорши. Ние веќе не сме само пољаци, ние сме американци и мораме да ги браниме вредностите, а вредностите се длабоко засегнати и се под закана со 9-11. Нема зборење за тоа. Ајде. Престани, гледав не у Америку, да си антиамерикански расположен. Интересираме друг момент. Кад си антимакедонски расположен, нон-стоп. Кад си антимакедонски расположен, каква е так реакција? Затоа што ако на социјални мрежи имамо све повеќе и повеќе ботови, онда у публику седив стварни луѓе. И како они реагирав? Викав ли после, што мислиш? Па пак дека нема никад више да му отиду да ga слушам. Многу нормално, многу реално и многу искрено тоа. Ја ценам искрени реакции. И не прашај, затоа пак ти се навратам на сестра ми. Сакам схоластички приод да ти дадам. Едно е реакцијата да не ти се допаѓа. Ама емоцијата, ние сме возрастни, што треба да имаме изградено квалитетен систем на емотивна контрола. Таа реакција што мене не ми се допаѓа, треба да ми биде поука, а не да ме замрзне во едно место. Не им се допаѓа, овие се, не знам, неписмени. Не се неписмени. Они се само несоодветна публика за тебе. Исто како што овој човек е несоодветен соговорник за тебе. Тоа е тоа. Различни вкусови, различни истории, различно знаење. Исто како јас, некој да дојде и да почне да ми предава астрофизика на кинес. Астрофизика. Немам интерес, но имам минимално знаење, ќе ми биде тешко да го сваќам. Когнитивното барање на мојот систем е превисоко и се знае, затоа оптималната граница на учење е секогаш, што се вика, сантиметар над она што го можеме. Напредокот секаков, анатомски, емотивен, психолошки е секогаш 10% над можноста. А ти ако имаш публика кој што е 100% над или под, како и сакаш ставија, нема тука спојка. Тоа е тоа. И така јас научив тоа место, си го сакаат млади луѓе. Не било кои млади луѓе, затоа што истата генерација, јас во Полска поминав прекрасно. Значи, јас најдрага реакција ми беше од една црна особа, африканска особа, со тие типични бели запчиња, знаеш, кај ќе се насмее, исто ко пумаш, само што пумата особава нема да ми изеде, ами пумата може ако е најадена, во шамија, во прв ред седеше, се смееше, гледа та убава, и кога завршив, после сите кога завршиме, дојде, ја ми честита, и ми идеше мене да ја загрлам, као фала, прв пат некој ми честита, многу убав момент. И тука гледам, јаболка, ама то ние златен делише си, не? Да, сикам, па добра, транс жена е, ама африканка е, ај ти си ја гушто. Транс жена, човече. Транс жена. Да.
у Поljsku Црна. наступаш. Да. И она, Пред неа. и она. Он ти честита. Да. Меѓу другите и другите, ама она ми остави впечаток затоа што зашто ја спомнав? Затоа што е иста генерација како овдешните млади кои што воопшто не кликаме, а има нешто во незиното знаење, искуство и како се вика преференца кон хумор што не споило да има таква моментална врска на препознавање. Зашто за мене лично најне ми се свиѓав твои шале што ги правиш, што сакаш упорно алишта да ти миришев на рузмарин и лаванду место на запршку од комшије. Не дека не су смешни, него не ми се допада тај шала, знаејќи у кој контекст социолошки живимо и колку е тешко една просечна, да кажеме, македонска фамилија да се труди да једе, да има чорбу свак ден, да једе здраво, па макар го готвила и на терасу, затоа што може да готви на терасу каде што има плин, jer е сега поскупа струја. И не дека не ми се допадав, ама не су ми смешни тие, али не ми звучи понижувачки за одредену класу на људи. Ви живите по станови, ми овдека у Куманово још увек има некој што живи во куќе. И мига немамо тој проблем. И јас се сега труду да свату зашто тако се буни ако алишта и ги критикуја комшија која алишта му миришев на запршку. Ќе ти го поврзам со две теми претходно што ги спомнав. Едното е несоодветност на публика, ама таа несоодветност се базира на интерпретација која што не ја поддржува комичната намера и комичната содржина. Тачно, каде нешто напишано, да. И сега ти твојата интерпретација гледаш како е повеќе социоекономска отколку комична. Значи ти затоа што ја нека право чорбу на тераса. Ти чорбата ја поврзуваш со низок социоекономски статус. Питие ја ги вару надвор. Така. Зашто е скупа струја? Забораваш дека тоа можеби, извини ако ти звучам предиректно, дека тоа е една можна интерпретација, под број 1. Под број 2, многу добра момент да се нагласи тоа дека ако сметаш дека еден исказ е неправеден кон одредена социјална група, погледни го морето на искази од истиот извор. Бидејќи предавам лингвистика, социолингвистика, тоа им го пренесувам на студентите. Ако една реченица е навредлива, спореди го со сите други реченици што истиот човек ги има кажан. Дали он навистина има јасна, транспарентна критика, омаловажување или супериорен став кон одредена група, и ако нема, тогаш значи само хумор. Ја не кажа дека ти е неправеден приступ спрема тука со него. Како да ти кажам, малце су ми пасе тие. Ворете. Знаеш, затоа што одма те замислуju непознавајките, и туја е моја грешка у корација, непознавајките, ја те замислуju, а имам га тај хендикеп што читам, не те доживуju у open mic уживо, за жал, до сега не сам, и ја те доживуju како некој сноб, некој академац, кој што, значи, перцепција моја која е, некој академац кој не ќе, пази, молим ти се, не ќе мирис на запрашка. За становење сака на лаванду да мирише. За таа критичка писменост зборам дека треба целокупниот контекст. Ако не го познаваш, секогаш држи ја резервата. Втора работа, не ги познаваш тој статус ништо не кажува за мојата историја на моите односи со комшиите. Ништо. By the way, ама замислите у еден момент како улазаш у лифт. Јас имам прекрасни комшии и ако ми дозволиш поготово Ненад Марковиќ, професорот, да си го поздравам, и Филип Чадиковски. Они ли го прави тој чорбу со запршко? Не, битно, и они да го правеле. Второ, секоја креација на човечка имагинација не може да се валидизира само и само врз основа на реални социоекономски категории. Или да упрастам,
што ако воопшто немало запршка? Што ако запршката е елемент што мојата имагинација ја ставила во таа приказна? Што ако воопшто немало готвење? Што ако јас сум ги пружала лиштата и нешто друго се случило, ама мене во тој момент ми текнала таков наратив? Што ако нема никаква реална основа приказната? А што ако ми сега уопште не го снимам овој подкаст или технички нешто не испадне со звук и не го Поинтересно прашање продуцирamo? е ефектот на приказната. Затоа што ти ова што го предочи е баш некој поинаку го гледа, секој поинаку гледа, значи јас уживам во црн Знаеш, хумор. ние уствари колку смо ми лесно увредливи. Например, Па јас мислам дека па ќе се јави некој на коментар па ќе каже што па ти па против тетката што прави чорба имаш од тој аспект. Како култура, внатре во културата, значи ние претходно го спомнавме прашањето на колку ние знаеме да се забавуваме, колку се смееме, колку ова. Ние знаеме, сакаме похрабри оние безобразни содржини на хумор. И затоа јас во истражувањето влегувам со тој мотив дека ние имаме своја традиција, имаме свој хумор право на крај на криштата. Она што Рован Аткинсон пред неполни 20 години го кажуваше дека правото за навреда, да навредиш некого и да бидеш навреден е конститутивно демократско право. Не може само во културата да се слуша ти не смееш да се шегуваш, тогаш е диктатура. Да, јас смеам. Ако сакаш да ме навредиш, повели. Тоа е твоето право. И сега да, некој ќе се навреди, ама лингвистички гледано навредата не е во шегата, навредата е во човекот. Во нашите граници, во нешто. Дури тебе да не ти се допаѓа, ти бираш дали тоа ќе ти остави трајни емотивни последици. Сега ја ќе му бидам љут, он е ваков и врз основа само на еден збор ти да донесеш непроменлив заклучок. Тоа е израз на некритичка свест и на површност. Тачно. Највише што ми смета у светот, што у последње време, можда не после 2014 годину, али ајде да кажемо од корону па навамо, највише што ми смета е тој што бид нас смо најлесно увредливи каде политички хумор, упрашање ради туј fucking припадност на политичку партију. Ми немамо никакву толеранцiju за политички здрав, а камоли црн хумор. Затоа што туј смо најлесно увредливи. Имаш ли такав утисак после некој open mic? Многу го потенцираш open mic-от, а јас скромноста ми налага да кажам дека тоа е само моје хоби. Да, затоа што ти имаш директен контакт со публику, затоа го потенцирам. Да, имам директен контакт и во истражување, имам директен контакт во други активности, не единствената. Сакаат, да речеме, дечкиве, Куле и Мито, они имаат исто политички теми, резонираат со публиката, приемчиви се, особено во контекст, да речеме, на избори, каде што и особено во оној дел на гласачкото тело кој што му е дојдено до тука. И се радувам што тоа се многу и од младите пред се. Ама имам некаква резерва дека ако ти текнува имаше некое јавно спрдачење со бившата министерска за одбрана, усмислана незината изјава за Македонија ќе помогне на Украина со сите наши 3 тенкови. И сега народниот зајадливец, што би се рекло, интернетот е рај за такви, почнал да се смее на таа тема. Имаше такви хиперно корективни обиди, најверојатно незини соработници, како и се смеете на жената, она не заслужува. Чекај. А сега можеме на Амде Бајрам да му се смееме, зашто ние не го сваќаме сериозно, затоа што не будалетинка, бафун во јазикот на Платон, значи забављач, мајмунолик, ама на женава не смееме да се смееме затоа што тоа е сериозно. Па ние кога ќе се шегуваме ако не на некој сериозно не соодветни изјави као 3 тенка Македонија ќе помогнала на Украина против Русија. Последни пат... Па дај земи
баба со 3 мештачки колка, со 2 бастуна и ставија у ринг со како се каже Мегрегор. Мегрегор. И даде изјава, бабата наша има историја на гордост и ќе го победи Мегрегор. Тоа не ми се допаѓа, го има кај нас. Ама знаеш што сум забележано? Тоа го има кај некои интелектуални, образувани, не знам, квази политички кругови, не ме сваќа, па и да ме сватат погрешно. Да, доста се стои да не ме сватите погрешно, нек те свати. Леват левицата во Македонија и пред се тоа СДСМ левицата, затоа што има поклопување и миленијалско и СДСМ, затоа што да бидеме реални. После распадот на Југославија, најголемите можности за образување и за интелектуален развој надвор од Македонија ги има децата на тие функционери. И нормално е тие да го имаат тој културен капитал и интелектуален капитал, за да има такви проевропски, типично европски, западноамерикански ставови. Не чуди, мислам, извини, ама сега, ВМРО-ското гласачко тело е, што се шегував на последниот бит, дека кога умираме ние, нели умира мозокот. Со мозокот умираат идеите за Господ, идеите за нацијата, идејата за родот, идејата за Мезалъ Кумановски, останува само една идеја. ВМРО. Така да гласачкото тело на ВМРО, што и да им се даде како доказ, контрадоказ, нема менување. Мислам дека тоа е најстабилното гласачко тело на светот, можеби. Меѓутоа, голема вистина е дека десницата знае поише да се забавља, нема цензура, а левицата е све нешто хиперсензитивна, корективна, немој ова, немој она. Немој стара жена е председателка, ама постара женичка е. Да. Последниот пат се беше сладко изнасмеала, кад прочита дека си напишаја што си сануваја, дека Ахмети, Мицкоски, Филипче и остали лидери наши политички су депортирани у Северну Кореју. И за жал дека си се разбудија од сан. Тоа е, како се вика, daydreaming, фентези, има мал адаптив, мала адаптивна, ова е бене адаптивна, добро адаптирачка фантазија на немоќта целокупна да се справи со политичкиот стелмейт, статус кво во последните, веќе се помогнеми 34 години од 91. Скоро 35, да. Значи, една од решенијата мои, нели, многу остри е лидерите да се пратат на ГУЛАГ, а сите што биле членови на парламент, на совети, советници и градоначалници, да се затворат во центри наменети за општествено корисна дејност. Значи, Мицковски Ахмети да садат патлиџани, да гмечат, да прават како се вика, томато џус. Не, она кој искочи на улицу, кажа више не се враќа. Па има ли? И сега што имате? Ви имате 34 години заложништво. Ако не ме играте, ја ќе ви ја скачам летката. И овие, пошто се гладни за моќ, да се разбереме, македонски политичари има една цел, да владее и да има пари. Нема интерес за народот. Тоа е де факто 34 години, ако не го научиле, нема кога да го научат. Северна Кореја. Северна Кореја. Значи, што дануеш, тој сануеш. Знаеш ли како е израз? Ова, ќе се бунам. А пошто не одговара да се буни, пошто тоа едно колачот нема убаво да се дели, другој има притисок од надвор, чека, вие се карате, не треба да се карате вие. Ти го вика европеецот или американецот кој што ништи све пред себе, мислам. И како да го решиме проблемот? Треба стварно да лежат затвор сите тие, меѓутоа и мојата најголема желба е платата на сите советници и парламентарци да се намали за минимум 6 пати. И нема платени тие учества во комисии про боно. Да видиме дали ќе сакаат да се нафатат за чесен труд. Од твои уста тако у Божи уши. Што колку и да си 3000... атеист, прифати го овој изреку, од твои уста у Божи уши. Значи срам треба да ти биде, ти луѓе, деца тука немаат што да јадат, средината е никаква, ти 3000 да земаш за 3 сати работни. А ти ме прашуваш како ја 24, за да можам да избегнам од оваа социополитичка реалност, се втурнувам во работа, се втурнувам во интензивни социјални односи и во хумор. Пошто ако или треба да полудиме, или со диазепами и дрога. И уште гласаат, еве ви го примерот.
немало пари, па да се продаде јавниот парк на Република Македонија, зашто парите има. Ма знам све. Знам све. Знам и дека ти го донесе молитве анџелима чуварима од Дан Шерцар. Жал ми е што не најде бел тамјан да донесу, затоа што тако. Ово е проверена работа. Кој има камен у бубрег, ако испие бел тамјан, не да го джвака, пошто бија нешто лош за зубну коску, али да го глтне, да го голтне. Тешко се изговара, глтне, нема ни да го разбере. Вие од југ, од Јужну Македонија се жалив. Не уште што сме Македонија без географска референца. Не разбирамо што зборите. Скопска Македонија, не? Скупска. Шемеш. И шусра. И ако гутнеш еден бел тамјан, значи камен у бубрег, не треба да идеш на операција, камен на бубрег се распарчи и га измок. Да ти га кажу на Кумановски, ја влагам у возраст, кај ми треба камен на друго место, не у бубрег. Такој ако... Ама, јас збору за луѓи што имав. И втора варијанта е, ако не идемо преко Бога, да се вози некој у пунину на вожњу по Кумановски улице, затоа што нема дупке, него има кратери. Може и такој. Деца можеш да изгубиш од тие кратери. Значи, ово су сега алтернативни медицински методи, на кои што помагамо на нашу публику. Со темјан. Дали е благословен? Пошто ако е благословен, не го зијам. Ако не е пеен околу маса, невесто 3 пати... Од Свету Гору е. Молим те, прими га. Руски? Грчки? Што ти менја улогу? Не. Наш е наш. Да. Со задоволство. Само ако смеам да нагласам, јас немам критички став кон верниците, кон директниот контакт со Бога, кон влијанието на чувството што луѓето го имаат за постоењето на Бога на индивидуално ниво. Може човек како тебе да има критика? Јас имам критика кон религија како организирана злоупотреба на тој однос. Јас знам ти какав ти е став. И жал ми е што аз немам повише време да ga ти представеше, затоа што ти го гледа подкаст Man as a Religious Being и затоа што од тамо се заинтересира да виду што човече си ти. Сега, ја како типичен, извинена скопски буљаш, дојдов тука без подарок. Значи... Не реши, секоја ти чест. Значи, овој ќе ти го просту. Кохари Костов да ме прајала? Да. Овој ќе ти го просту, ама нема да ти го забрави. Искрено, мислиш дека властите кога прават деца, бројат овие, како се вика, зиготите? Бројат колку сперматозоиди ќе донираат на жената? Да не дајат поише од што треба? Мислу да. Мислам. Мислу да. Нека ни опростив сви заеднице, па и власи. Ово е за тебе. Речи су енергија у космос која што се праќа, молитва е многу силна порука у тој космос. Сакала би да прочиташ барем Јас не одбивам да читам и со молитве. А да ги прочитам сега? А ако немаш ќумур, тамјан не ти да ни дава. Уствари, знаеш што? Обеќај ми. Аладија. Да. Направи си го слободно транскрипцију, пошто е на хрватски, од нашега пријателја Дан Шерцара. Направи си го слободно по своје находење транскрипцију, како еквивалент... А Дан Шерцар е хрват? Да. Ма, да, баче. Да, духовњак. Па чуј, стари, нисам ја то знаа. Поздрав за Дана Шерцара. Обеќај ми нешто тако, дека ќе го запалиш овој темјан, ќе ти најдува и ќумурчија како што имам проблеми со грлото, на терасу, за да ги неутрализираш мириси од запршке на твои комшije и да дојдеш па до године 2026. Ќе се чудат, ќе речат, чекај, ова те истов пали темјан, шо е следно? Молим те, добра фора е. Следно ќе си купам Интекс базенче. Нека ми опрости Господ, ама добра фора ќе биде тој. Што го викам дека е фора. Да запалам, да, ама ќе купам и базен за водици, да ги канам комшиите да фрлам крст. Чекај, до 19 има време. Многу Фала ти фала. многу. Многу ти фала за одвоено Фала многу, време. јас стварно уживав.
Да. Се надевам дека тебе ќе ти, како се вика, биде од помош со држините што ги дискутиравме, дека ќе бидат интересни на гледачите и Би ја мислам дека ќе биде не интересни, него најинтересни. Да, ми каже дека продуцентот има онакво веб метрика. има. Нека рипа. Има. Нека иде само горе. Нека скака. А ти? Иш. А ти? Ишала, док да почне метрика да се стави у функцију, немој случајно да си бија политички некоректен за да га бусташ и ти подкаст. Затоа што ќе изгубимо на гледаност ако ти сега ми избориш вицеви, ако ми кажуваш за Мицкоскога, за стодржци. Треба да мислиме Обрати пажњу на тоа. на ниските материјални страсти, ни требаат гледачи. Сексизам, Треба никако. и спонзори. Никако. Ама ми се свиѓа спонзорот што е вака религиски мотивиран и близок. Не е спонзор. Добро, покровител. Ово ја ти донесе на си тебе спонзорот. од мене, од срце ти го Фала ти донесе. многу. Не за да те зафркавам и да те заедуј затоа што си Не. атеист. Опа! Мала грекош? Него Темјаниш елада. да те зафркавам затоа што ништо не ми донесе. Па ни Да ме маглу зафркаваш? скопску не ми донесе. Не, оставив таму на наплатна рамка. Готово, завршуваме. Одлично. Фала многу. Фала ти. Многу ти фала. Многу. Исто.